одиме повторно со уште една анализа на златото. Сега ќе зборуваме за price action, ќе зборуваме за зони, ќе зборуваме и за индикатори. Ова видео покрај тоа што ќе биде една техничка анализа на златото, исто така ќе биде и едукативно, да може да научите зошто се случуваат одредени движења и зошто се случуваат токму да речеме одбивања кај некои зони. Тука, после оваа компресија од неколку месеци, објавив јавно и во VIP групата, нели, за шеновите, точно тука со пробивањето имаме отворено трейд, дека златото, што ми ја проби оваа формација, можно да имаме едно силно движење нагоре. И скокнаме некаде околу 14-15% до тука, што е премногу за една ваква маркет капитализација, околу 20-25 трилиони. Тоа се премногу пари да влеза за неколку дена, да речеме за една недела, за 2 недели. Сега, што се случува? На видеото што го објавив, првата зона каде што очекував да имаме нели одбивање, беше оваа зона тука, некаде околу 4300-4400. И точно во таа зона гледаме застанување на ова движење. После овој скок гледаме неколку дена се случуваше тука, една мала, да речеме, акумулација, дури паднаме и надоле. Тоа беше последниот најнизок врв, да кажеме, од овој даунтренд по кој се движеше златото. Сега, со пробивањето на таа зона, како што ви објавив во видеото, гледате дека имаме повторно едно поагресивно движење кое може да не доведе до тука, до оваа втора зона на одбивање, на резистенс, која е некаде околу 4700 до 4900 долари. Ова е следниот, да кажеме, повисок врв од претходниот, но ако отвориме и на weekly, на неделно ниво, ќе видиме дека тоа е последниот најнизок врв. На неделно ниво исто така гледаме даунтренд, гледаме врв, дно, понизок врв, пониско дно, и сега овој понизок врв од овој, треба да биде последната зона на одбивање. Ако тука пробиеме, влегуваме во целосно нов циклус на златото кој може да оди дури и преку претходниот all-time high, дури преку 5700-800 долари, 6000 и нагоре. Но ова ќе биде клучна зона за да се пробие. Од тука може да очекуваме одбивање, затоа што тука го имаме и супер тренд индикаторот. Како што кажав, ќе зборуваме малку и за индикатори. Овој супер тренд индикатор представува исто така една резистенс зона, каде што имаме големи нарачки, големи блокови, да речеме, на нарачки за продавање, поставени тука од китови, од институции, и затоа овој тренд ни кажува која е таа зона. И гледаме дека сето тоа се совпаѓа со последниот најнизок врв. Тоа е во овој блок што го имаме обележано тука со зелена боја. Сега, што се случува? Ќе се вратиме на daily. Може да видиме и да се отвори шорт на златото, но тој шорт можеби ќе се затвори порано, ќе добиеме корекција или пак би требало да се чува до оваа зона. Зошто? Реков дека ќе зборуваме и за индикатори. Како што може да видиме тука, индикаторите веќе се искачени превисоко. RSI стокастик е на 99. RSI е на 70, на daily, што е исто така голем таймфрейм и има голема валидност и тежина. Кога овој индикатор има можност, има можност да се искачи уште повисоко, гледаме дека тука се искачува дури до 90 некаде, па и преку 90 можеби. Кога ќе дојде вака, со зелено исполнето RSI, тогаш имаме опаѓање на цената надоле. Еве го, ова го гледаме овде. Овде гледаме исто оваа црвена свеќа, и кога ќе дојде овој индикатор, вака високо, може да видиме пад надоле. На daily веќе RSI стохастик подолго време ни дава прекупеност. Тоа е уште од 18 јуни па наваму. И истото, ако ги гледаме индикаторите, се случува дури и на неделно ниво, што е голем таймфрейм и што ретко се доаѓа до ваква состојба, каде што имаме промена целосно на одреден тренд. Гледаме тука, имаме прекупеност и потоа пад од 4390 до 3900. Исто тука имаме, гледаме ова прекупеност, сме паднале од 5600 некаде, па дојдовме дури до 3900 повторно, во оваа зона гледаме дека тука од 3900 е силна поддршка и многу тешко се пробива надоле. И секогаш кога го гледаме исто така и RSI стохастик, овој горниот индикатор, гледаме тука опаѓање. Кога ово е прекупен, опаѓање, исто овде кога е прекупен,
опаѓање и сега доаѓаме до оваа зона каде што повторно влегуваме во зона на прекупеност. Сега, дали ова е потврда? Се уште не, затоа што овој просек уште е ниско на 60, значи може нареднава недела, две да тера се уште да дојдеме во оваа зона, да се искачи уште повисоко, што овој индикатор би го турнало некаде на 100, просекот би се искачил исто така на 90 и ќе се искачи исто така и RSI. Тоа би значело дека и на дневно ниво овој индикатор се уште ќе испумпа уште повеќе, овој индикатор ќе дојде значи во прекупена состојба со зелено како што бил тука и тогаш кога сите овие индикатори ќе се совпаднат, кога ќе дојдеме во одредена зона каде што имаме голем блок на продажби, тогаш може да се оди шорт. А оној кој сака да ризикува уште од сега, да, може и од тука да се повлечеме, меѓутоа јас би чекал значи да имаме потврда, дали ќе имаме значи bearish тука свеќа која ќе надмине ова или пак ќе одиме нагоре, или евентуално ако имаме пробивање на оваа зона со затварање на неделни свеќи над неа, тоа би го инвалидизирало целото ова сценарио што го правиме, значи можно е да продолжи трендот, но голема е веројатноста според се што гледаме да имаме една корекција на златото. Сега, дали таа корекција би се случила до овие зони, тука некаде, евентуално 4400 или 4200, 4100, или пак би отише многу пониско, тоа станува да видиме, нели како ќе се движи понатаму. Ако тргнеме надоле, тоа ќе следиме да видиме што ќе се случува кај овие зони и дали настапуваат купувачите да ги одбранат тие зони. Меѓутоа, треба во оваа зона да добиеме потврда. Тоа е моето гледиште, значи ги имаме индикаторите, имаме анализа на ценовното движење и зоните кај кои што очекувам да имаме одбивање или пробив за потврда на продолжување на тренд.